Јавниот долг достигнал 53,3% од бруто домашниот производ на крајот на мај по повлекувањето на парите од меѓународните финансиски институции, потврди министерката за финансии Нина Ангеловска. Ова е пораст од 2,6% на јавниот долг за само 2 месеци, и тоа без позајмените пари преку евроврзницата од 700 милиони евра. Долгот е дополнително зголемен до крајот на јуни, но Министерството за финансии се уште не излегува со информации во јавноста за неговата висина. Државата собрала значително помалку пари до јуни. Буџетските приходи во првите 6 месеци биле пониски за 9%, а расходите скокнале за речиси 10%. Дефицитот се продлабочил на 420 милиони евра или 3,8% од БДП. Ангеловска не е задоволна од бројките, но вели можело да биде и полошо. Очекувањата секако ги базираме согласно случувањата со кризата и тоа ни кажува дали сме задоволни или не. Секако во ваква криза тешко е да се каже кога ќе видите минус предзнак пред некој од ставките даноци да кажете дека како министер за финансии сте задоволни. Меѓутоа, како што кажав, секако може да биде и полошо. Ангеловска очекува економијата да закрепне во третиот и четвртиот квартал и покрај тоа што се очекува продлабочување на проблемите предизвикани од корона кризата. Во буџетот имало доволно пари. Инаку некои земји веќе им излегува во пресрет на угостителите и го намалија данокот на додадена вредност, но македонската влада не размислува за тоа. Ангеловска потврди дека државава нема капацитет да се избори со сивата економија и да си ги наплати даноците во целост. Ова што вие го кажувате се секако во насока на оправување како антикризни или чекори мерки во држави кои што и тоа како имаат силна наплата на приходите и тоа како имаат многу поголем капацитет за прибирање на давачки и поголема можност согласно тоа. Треба да ги подобриме работите тука многу. Треба воедно да работиме и на сивата економија за да го подобриме наплатата на данокот на додадена вредност. Според Ангеловска, економијата се движи според пооптимистичкото сценарио. Сите очекуваат економијата да влезе во рецесија. Владата проектира пат од 3,4%, а Светска банка е најголем песимист со проекција за рецесија од -4%.